Господин Джафери, почитувани колеги, пратеници, почитуван представник на владата на Република Македонија. Денес дискутираме по извештајот од Европската Унија, извештаи кои што редовно се доставуваат до Република Македонија од страна на Европската Унија, извештаи во кои што на еден начин треба ние да видиме како тие не гледаат нас. Со еден збор, како ги оценуваат областите на нашето обществено живење, каде според нив сме подобри, каде според нив сме послаби и што треба да направиме за да ги подобриме тие области. Јас ќе се задржам директно на извештајот и ќе кажам дека со некои работи како опозиција се сложуваме со вас во мислењето. За некои работи нормално, ние како опозиција имаме различно мислење од вас како мнозинство. Добро е што после 2 години условена препорака, сега добивме неусловена препорака и тоа е за поздравување. Не би навлегувал во тоа кој повеќе или кој помалку придонесол за таа работа, бидејќи пак ќе повторам, ова извештај како Европската Унија не гледа нас. Не е извештај, ние тука да се расправаме кој има помалку или кој има повеќе заслуги во тој извештај. Меѓутоа, морам да посочам некои работи кои што се напишани овде. За жал, после години добивање извештај, ова извештај е со најмала просечна оценка. Секој извештај си има некој начин на вреднување, начин на оценување, тоа е нормално. За жал, овој извештај има просечна оценка од 1,64. Пак ќе кажам, тоа треба да не замисли и нас, и вас. Меѓутоа, имајте во предвид дека вие управувате со државата и дека одговорноста е пред се ваша, за да ги поправите тие недостатоци кои што се наоѓаат во извештај. И уште по сликовито, од 32 поглавја имаме 8 нули. Со збор нема никаков напредок. Би напомнал некои од тие поглавја, бидејќи сметам дека се важни. Слободно движење на стоки – 0. Слободно движење на работници поврзано веројатно со горното – 0. Право на основање и слобода на обезбедување на услуги – исто така 0. Опозиција сум, нормално ќе читам само нулите, вие ќе прочитате позитивните. Политика на конкуренција – 0. Информатичко општество и медиуми – 0. Рибарство – 0. 0 има и за предпријатија и индустријска политика. 0 има и за заштита на потрошувачите и здравствената заштита. 8 поглавја се со нули. Што треба се направи? Како влада? Треба да прочитате извештајот, да ги видите препораките и одма да почне да действувате да ги поправите овие области. Вице-премиерот во своето излагање се пофали дека во областа на економијата сме позитивно оценети како најдобра земја на Балканот за економски реформи. Би сакал да напоменам, не треба само да сме позитивно оценети за економски реформи, туку треба да направиме реформи кои што директно ќе влијаат на стандардот на граѓаните. За жал, бруто домашен производ раст во 2017 0%. А ќе речите, дел од 2017 беше друг на власт во Република Македонија. Меѓутоа истото продолжи во 2018. Од првите 3 месеци 0,1% раст на бруто домашниот производ. Срамота. Срамота. Цела Европа има над 2,5% просечен раст, ние 0,1%. Сега добивме
објаснување зошто тоа било, дека немало проекти, па сте ги правиле проектите. Веројатно, заради тоа и има извршување од страна на буџетот од само 5% во првите 3 месеци, заради тоа што немало проекти. Меѓутоа, како одговорна влада, во јуни месец, кога дојдовте на позицијата влада и кога го спремавте буџетот за 2018, не знаевте дека нема проекти? Сепак напишавте дека ќе има 3,5% раст ова година. И сега сте изненадени, наеднаш немало проекти, затоа е 0,1. Не е проблем, може да варате вакви објаснувања, причини, достоедно и назад. Можете на секој ваше издегување да велите 11 години вие бевте на власт, ја урнисавте државата, вака направивте, така направивте. Не е проблем, зборувајте го. Меѓутоа времето ви тече. 1 година ви помина. Ништо не направивте. Никаков резултат немате. Не ми е жал за вас. Ке си дојдат избори, ке си изгубите, кога и да бидат. Жал ми е за граѓаните на Република Македонија. Жал ми е за мене. Жал ми е за моите деца. Што место да живеат во просперитет на Македонија, во Македонија кој што ќе се гордеи како лидер во регионот со економски раст и се гордееше во минатите години, до првите 3 земји во Европа по економски раст, сега сме на убедливото, бетонирано последно место. Тоа треба се засекирате. Тоа треба вас да ви даде поттик да поработите во тие области. Велите, ајдете заедно да го прифатиме извештајот, го прифаќаме. Не е проблем. Меѓутоа имајте опредит дека ние како опозиција должност ни е прво да ве критикуваме, второ да укажуваме каде се проблемите. Па со тој притисок, со таа критика да придонесиме побрзо да се решат. Меѓутоа, имајте во предвид, тоа го реков и пак ќе повторам. Одговорност во оваа држава за политиките, за развојот, за климата, за инклузивноста, ја има парламентарното мнозинство. Ја има владата во Република Македонија. Не може да варате одговорност од опозицијата заради тоа, ако добиете, ако немате резултати во економијата. Што ние ви направивме? Да немате резултати во економијата. Што попречивме? Дури, ќе кажам и пример, вие, додека бевте во опозиција, со вашите писма по Европа и по светот, придонесовте да каматната стапка на евроврзницата што ја седовме, биди поголема и да платиме повисока камата, гледано на цел период, повеќе од 20 и кусуро милиони евро. И ние тоа не го правиме. Меѓутоа, одговорноста е ваша, одговорноста за сите работи кои што треба да се направат се ваши и мој совет да се фатите за работа што побрзо и да почнете да испорачувате резултати. Пак ќе кажам, во интерес на граѓаните пред се. На крајот на краиштата не е важно јас од тука што ќе кажам, исто така не е ни важно ни вие што ќе ми одговорите во репликата, дали јас ќе напаѓам, вие ќе браните или обратно. Имајте во предвид дека важно име на граѓаните на Република Македонија да живеат подобро. А тоа нити ќе се смени од тоа јас што ќе го кажам или вие што ќе одговорите, туку ќе се смени и ќе го осетат ако имате добри, пред се економски политики, кои што директно ќе го сетат во нивното секојдневно живење. Тоа е најважно. Благодарам.